Во општина Струмица има најмногу застапеност на различни верски заедници. Општо во Република Македонија со закон е обезбедена правната положба на сите верски заедници во земјава. Според професор доктор Валентина Божиновска, директорка на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи, функционирањето на сите нив во Македонија понекогаш доведува и до појава на проблеми, подеднакво како и помагањето едни на други, како што беше случајот со акцијата Келија 1 и Келија 2, при кои голема помош Комисијата доби од исламската верска заедница. Овие покрупните работи, како што беше да речеме проблемот со Келија 1 и Келија 2, за кој Министерството за внатрешни работи имаше своја акција, гледаме да бидеме во контакт со исламската верска заедница, која многу ни помогна во тој дел, помогна на Министерството за внатрешни работи. Таа акција да биде многу внимателна, многу прецизно, сеопфатна, како да се настапи вие гледате дека тие радикали кои доаѓаат од соседните држави ги запоседнуваат верските храмови, џамиите и таму не дозволуваат на легитимните имами да ја држат својата молитва. Верските заедници во Македонија се управувани од меѓурелигискиот совет составен од 5 верски лидери, кои сами, независно од државата, свикуваат состаноци и при настанување на верски конфликт во државата настапуваат со своји соопштенија во јавноста. Лидерите имаат различни ставови, но според Божиновска тоа не значи дека немаат внатрешно несогласување. Подеднаквите права на верските заедници во Македонија, таа вели дека зависат од нивната асимилација. Малку помалку права имаат помалите верски заедници, односно религиозни групи, но пак повторно ќе речам, тоа е работа на првите луѓе на верските заедници, на религиозните групи, и тие би требале да се интегрираат во општеството на начин на кој начин државата ќе им се понуди. Ме разбирате? Значи, колку они работат за добробит на државата, колку имаат потреба за внатрешните потреби на нивните членови, толку имаат потреби и барања од нас како држава. Таа смета дека за подеднаква интеграција во општеството на сите верски заедници во Македонија важна е и нивната комуникација со државата и нивните барања. Што се однесува до помалите заедници, треба да бидат поотворени кон другите.